government this morning, and when you can... Дека треба да има нов бран, очекуваме особено да има промени во концептот. Само накратко да презентираме станицата, една од 10 станици, централна станица. Целосно старата станица со сите службени сектори до лагањи поголем град на Македонија. Добро, сега кратко, 170 фондовите, значи со тие 170. Седнавте на лоша место. Ali pazite site dobre, you get thesis, Се наречеме Беро. or I don't know, some other trade related to smooth balancing. Слушнавме 10 железници, коридор 10, навистина чиста десетка за Европската Унија прво, која што секогаш знае најдобро да ги таргетира потребите на оваа држава, како секој доктор што знае дека прво треба да ги ослободи крвните садови, така и Европската Унија секогаш ги таргетира патиштата и железниците кои што се навистина крвотокот на државата, но десетка и за граѓаните и даночните обврзници на земите членки на Европската Унија, кои овие пари не ни ги позајмуваат, не ни ги даваат како кредит, туку ги даваат како грант. Овие пари они можеле во нивните железнички станици да ги реновираат, меѓутоа ни ги даваат на нас, бидејќи идејата на Европската Унија е поголема од формата што ја има таа идеја е поврзување на луѓето, поврзување на државите во еден систем на вредности, меѓутоа морам да кажам и десетка и за сите министерства и вработените кои што работеле интензивно да овој проект се заврши. И денеска сме тука символично во една општина која што е мултиетничка, па тука го имаме тогаш и срцето на целиот овој проект. Така да 1,2 милиарди евра пари на даночните обврзници, неповратни пари за годините, односно двата пакета од 2007 до 2020 година, кои што ги дава Европската Унија, а кои што се со цел граѓаните да имаат европски начин на живот. Така да ова е одлична, символична, меѓутоа и суштинска порака и работа која што е направена од Европската Унија, меѓутоа и нашите луѓе кои што работеле интензивно во овој проект. Edhe simbolikisht në komunën e Çashkës, një komunë shumë etnike për të promovuar një projekt shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, natyrisht edhe me mjetet tona buxhetore për të rikonstruar mbi 10 stacione hekurudhore përgjatë korridorit 10 dhe vërtet do shfrytëzoj këtë mundësi, të falenderoj edhe Komisionin Evropian, po edhe taksapaguesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët rreth 1 miliard e 200 milion euro për paketin 2007-2020 japin për Maqedoninë dhe rreth 4 milion euro vetëm për këtë projekt konkret që është shumë i rëndësishëm për të mundësuar lëvizjen e lirshëm të njerëzve dhe mallrave, por edhe për të lidhur vendet fqinje në kontekst projektit konektivitetit që Bashkimi Evropian e bën për rajonin si fazë përgatitore për antarësim në Bashkimin Evropian. Ashtu që edhe një herë t'i përgëzoj BE-n, t'i përgëzoj taksapaguesit e Bashkimit Evropian, për edhe përfaqësuesit dhe punëtorët e ministrive të cilët kanë punuar intensivisht që sot kemi stacione moderne hekurudhore ku qytetarët do mund t'i shfrytëzojnë dhe për t'u lehtësuar jetën e tyre të përditshme. Ju falenderoj shumë.